Време е за нашата утринска тема. Се посветуваме на нешто кое што често пати може би знае да биде дилема за голем број родители, а и истовремено она кое што би требало да биде на прво место, едукацијата и информираноста, но и следењето на сопственото дете. Нема родител кој што се разбира не си го следи во чекор детето од било кој дел, ако зборуваме и во однос на говорот и на тоа како напредува и кога ќе дојде време за прво оделение или за упис во училиште. Кога зборуваме за запишувањето на училиште, за соодветната возраст, за тоа која е соодветната возраст, како било некогаш, како е денес, дали дечињата се запишуваат веќе и на 5,5 години во прво оделение, дали тоа представува потешкотија за нив и во понатамошниот процес на образование и во однос на јазичната подготвеност, говорната подготвеност исто така и за тоа дали може би има потреба за посета на логопед. Што треба да знае еден прво оделение, или едно прваче, односно како треба да биде подготвен. На оваа тема во продолжение зборуваме со Ивона Глигоровска-Милушевска, логопед, која што во утро тетова ни пристигна во нашето студио. Ивона, добро утро, дојдовте во утринска на Телма. Ви благодарам на поканата. Може би било добро да стартуваме за да имаме еден добар тек на разговорот со нешто што веројатно и често прашање на родителите, а тоа е која е препорачаната возраст за прв логопедски преглед кај дете и зошто би било прашањето? Дали секое дете, без оглед на тоа дали родителот може да разпознае нешто што му е сомнително па смета дека треба да се види логопед, дали секое дете треба да помине логопедски преглед? Говорот на детето се развива уште од самото раѓање, па така да проценката, препорачаната возраст за првиот логопедски преглед или проценка за да се следи нормално текот на говорно јазичниот развој се препорачува некаде да е од 4 годишна возраст, затоа што тука веќе говорот треба да биде формиран, а особено нормално пред да се започне во прво оделение, затоа што сега речиси скоро секое трето дете се соочува со говорно јазични потешкоти, па би било потребно да се посети логопед доколку родителот забележи било какво отстапување во говорно-јазичните функции на детето. Како родителите да ги препознаат тие говорно-јазични потешкоти, особено кај дечињата од на 4 годишна возраст? Што се очекува? Кои букви треба да бидат соодветно изговарани и така натаму, или кои, ако не се, треба да бидат аларм за родителите, дека сепак треба да се реагира? Говорот првенствено на 3 годишна возраст треба да биде развиен. Значи да имаме активен функционален говор со правилно артикулирање на одредени гласови. Може да се направи отстапка на некои гласови кои што се сметаат дека може подоцна да се развиваат. Меѓутоа, говорот веќе треба на 3 годишна возраст да биде развиен, да биде присутен, да биде разбирлив, онолку колку што дозволува возраста, се додека до 5,5 годишна возраст веќе детето треба да ги има совладано сите гласови, со веќе навршена 6-та година, со самото започнување во училиште, детето треба да правилно да ги артикулира сите гласови. Значи, тоа е важно да се напомене дека треба правилно да ги артикулира сите гласови на својот мајчин јазик. Детето треба да на 6 годишна возраст, односно се зборуваме за првачињата, да содржи фонд на зборови од 2500 до 3000 зборови, значи да располага со толкав вокабулар на зборови, што ќе допринесе за правилни граматички реченици понатака во образовниот систем. Ја споменавме, односно ја одбравме оваа тема со оглед на тоа што во месец мај, месецот кој што го стартуваме, се всушност и уписите на првачињата за 2025-2026 година. И она кое што родителите се информираат и сите подготовки кои што треба да се направат за сите првачиња кои што ќе бидат оваа година и од тука веројатно следуваат и консултации со логопед доколку се има потреба или ова кое што досега го споменавте. Една од нашите теми или подтеми во разговорот е и фонолошката свесност како основа за успешно читање и пишување, па колкава е улогата на таквата свесност кај детето во однос на правилно, да речеме, и пишување и читање? Фонолошката свесност е едно исклучително важна особина која што треба да биде развиена кај секое дете. Иако сметаме дека учењето на читањето и пишувањето е лесно,
е лесна активност, меѓутоа забораваме дека способноста за читањето и пишувањето, односно самиот процес на развивање на говорот, е малце покомплексен и малце има некој потежок тек на совладување. Па така да мислам дека да, во однос на она кое што е предизвик за самите првачиња, првенствено заради тоа што се соочуваат со една нова средина, се соочуваат или се запознаваат со, да речеме, образовниот систем толку колку што може да го перцепираат на таа возраст. Веројатно и таа несигурност може да се почувствува во однос на тоа како и на кој начин, нели, и последователно во однос на програмата учењето на буквите, па потоа пишувањето и сето тоа кое што составен дел од програмата за прво оделение. Па детето треба да има совладано одредени вештини кои што ќе му помогнат, нели, во понатамошното описменување. Тука имаме да имаме добро развиен говор, да имаме аудитивна развиена перцепција и дискриминација, да имаме просторна ориентација, концентрација, визуелна перцепција, графоперцепција и графомоторика, како и вокална меморија. Значи, сето тоа треба детето да го поседува, за да може да, нели, во училишниот процес да се одвива нормално како што треба. Да. Ивона, факт е дека и вие сте сведок дека овие нови генерации се доста поразлични, нели, од времето во кое што ние сме растеле. Вие прималку споменавте дека потребно е првооделенчињата или првачињата да имаат одреден фонд на зборови, да го познаваат добро македонскиот или мајчиниот јазик. Но овие денешни деца, растејќи покрај ТВ екраните, паралелно го учат и осознаваат, да речам, и англискиот јазик, па има и родители кои што, нели, гордо велат, моето дете на 3 години зборува и по некој збор од кој што не е мајчин јазик. Или подобро зборува англиски отколку што зборува македонски. Тоа е момент со кој што можеби дел од родителите се гордеат, но од логопедска гледна точка можеби не е толку добро, затоа што сепак треба, претпоставувам, да се совлада мајчиниот или основниот јазик. Какво е вашето искуство со овие нови генерации? Со какви дечиња секојдневно се соочувате или кои се оние најголеми предизвици на денешните родители кога станува збор, нели, за нивните дечиња, за правилниот раст и развој, кога е, нели, говорот во прашање? Па тоа е доста погрешно, затоа што првенствено детето, доколку, нели, не го развие мајчиниот јазик, кој што го говори, не би требало да се вклучуваат и други јазици. Сега во модерно време со современата технологија, која што не може да се избегне, а би било препорачливо, нели, да не се даваат телефони мобилни на дечињата, меѓутоа сега родителите од немање време и таквиот начин на живот, брзото темпо на живот, многу рано им даваат екрани на децата, па и самото тоа, нели, си допринесува понатака децата да имаат проблем во говорно-јазичниот развој. И тука веќе настануваат и други проблеми. Може да се јави првенствено проблем поради мешање на јазиците или билингвизам, кое што е доста застапено. Детето слуша, нели, на екраните повеќе јазици и тука веќе му се ствара една конфузија, која што не знае како речнички да се изрази и кои зборови да ги користи. Слуша на англиски, на македонски и на други јазици и тука веќе има се прави конфузија. Дали тоа дополнително влијае понатака во развојот на говорот, сега зборуваме и совладувањето на мајчиниот јазик, затоа што веќе мислам дека и во градинките од време на време се воведуваат некои часови по англиски. Дали сметате дека учењето на друга азбука, нели? Е соодветна на таа возраст кога можеби децата не ја знаат основната азбука на нивниот мајчин јазик? Па не се препорачува реално. Странскиот јазик, значи, може, меѓутоа после 6-та година, додека не се развие мајчиниот јазик, не се совлада читање, пишување и сите, нели, говорни нормативи кои што детето треба да ги знае, не би требало да се вклучуваат странските јазици, меѓутоа што викаш и родителите како да се горди што нивното дете пред се повеќе зборува англиски јазик или некој друг јазик отколку мајчиниот јазик, што е доста погрешно. И понатака, нели, самото тоа си сноси последици во... Тоа веројатно води до потешкоти во училишниот процес, кога
Па во нашата пракса, мислам, во моето досегашно искуство, се повеќе, односно имаме голем раст на дечиња кои што во второ одделение, трето одделение се соочуваат со потешкоти во читањето, во пишувањето, што мислам дека во денешно време е голем проблем. Не може дете на 7 годишна, 8 годишна возраст да не може да го владее нели читањето и пишувањето, односно мајчиниот јазик. Говорот е основно средство за комуникација без кој што нели не може да функционираме. И кога веќе ќе се случи одредено влијание, дали преку мобилните телефони, содржините кои што се следаат или преку предвременото учење на друг странски јазик, како или кога да се распознае, односно како родителите да бидат сигурни дека нивното дете е подготвено за научилиште, во смисла на одговорно јазичен аспект. Значи, дали е подготвено и ако не е, како да го лоцираат сето тоа, па да се консултираат со логопед? Родителите исто така играат клучна улога во самиот развој на детето, затоа што нели тие се 24 часовно со детето и можат најлесно да забележат доколку има некои отстапувања во нормативите, односно во говорно јазичниот развој. Се смета дека детето треба да има совладано одредени знаења и вештини, да има емоционална стабилност, да има добро развиен говор, добро развиена фина моторика, како и физичка и ментална стабилност, и тогаш можеме да кажеме дека детето ќе биде спремно за да започне нели во образовниот систем. Ја спомнавте моториката, особено важна логопедска проценка која што нели ја утврдува самиот логопед, па таму се тековно се одвиваат нели работите. Ако зборуваме за првата посета со логопед и начинот на кој што децата се проценуваат од тој аспект и што е она кое што е, да речеме, составен дел или процес на вашата работа, кога едно дете ева од предучилишна возраст, ако се фокусираме на таа возраст, како изгледа потоа до усовршувањето на тој дел кој што веројатно не е доволен за прво одделенче. Вака, развојот на фината моторика исто така од исклучителна важност за секое дете. Доколку детето нема добро развиена фина моторика, понатака во образовниот систем ќе има проблеми во пишувањето. Што подразбираме под моторика? Тука имаме лесни движења на рацете, на прстите на рацете, на нозете, јазикот, како и на ситните мускули кои што се наоѓаат на лицето. И доколку детето ја нема добро совладано моториката, тогаш може навистина да се соочува со потешкоти во понатамошното образовно нели учење. Кои се советите за родителите за добро совладување на моториката и во домашни услови покрај работата со логопед, значи вежбите кои што би требало да ги прават дома, нешто на кое што треба да се навикнува детето и колку често тоа треба да се прави за да се подобри тој дел и да дојдеме до посокуваното ниво? Самиот развој на фината моторика е многу едноставна. Значи има многу лесни практични вежби кои што можат да се применуваат и во домашни услови. Сега и со современата технологија на интернет има доста информации кои што може да се види како може нели да се развие една фина моторика. Детето треба многу да ги употребува прстите, рацете, треба да биде развиена осетливоста на рацете, за да може нели понатака да има развиено добра фина моторика. Исто така треба да со навршени 6 години веќе детето да има развиено пинцетафат, односно правилно држење на моливот, каде што ќе биде вклучен палец, показалец и среден прст, кој што понатака нели нема да доведе до проблем на пишувањето. Да, велиме секој родител сака да си создаде дете кое што ќе има силна самодоверба, да биде нели одлучно понатаму во животот и веројатно совладувањето на тој јазичен процес е само еден мал сегмент. Има ли поврзаност помеѓу тоа колку децата се нели јазично образовани во таа насока со нивната самодоверба, да речам? За жал, децата кои што се соочуваат со говорно јазични потешкоти имаат многу ниско ниво на самодоверба, затоа што детето е свесно за проблемот нели кој што го поседува и поради тоа може да настанат
одредени потешкоти, да има одбивност да оди на училиште, да има одбивност да чита, да пишува, па тука може да произлезе одредена... Сепак да кажете дека се свесни децата? Се свесни. Гледајќи ги, да речам, нивните врсници? Па затоа што да, врсничката група си ја гледаат и може да направат споредба и се доволно свесни дека нешто нели се случува, се одвива кој што се двојат од останатите деца, а и денешните деца релативно се сурово искрени, ненамерно. И обично тие деца се подложени на подсмев, па ги имитираат, ги избегнуваат и би треба за тоа да можеме да го избегнеме, нели родителите доколку забележат било какво да пореметување на говорно-јазичниот развој, порано да се обратат пред да започне детето на училиште, за да не доведе нели до до се тоа. Еве вие споменавте колку фонд на зборови треба да има едно прво оделенче, но ајде можеби да кажеме дете од 3 години како треба да како фонд треба да располага дете од 4, некоја споредба да направиме во смисла за да можеме да им дадеме на гледачите пример на некој начин за да можеби ќе се препознаат некаква слична ситуација па ќе реагираат навреме. Како треба да се однесува дете кој што има да речам 3 години или 4 години? Кажавме дека детето кое на 3 годишна возраст треба да го има развиено говорот како и ние возрастните, со оглед на тоа што може да има нели артикулативни нејасни гласови, кои што или може би граматички најсоодветни реченици. Да, меѓутоа треба да има активен функционален говор. Добро, во однос на 4 и 5 годишни деца веќе треба да зборуваат доста. Во фондот на зборови можеме ли да го наведеме? Фондот на зборови треба да изнесува некаде околу 1000 зборови. Додека после нели како што се развива детето. Треба да се зголемува тој фонд. Обично тука имаме од 2-та до 3-та година прекршување, односно тогаш се создава најголема експанзија каде што детето започнува фондот на зборови рапидно да расте и најчесто од 4 годишна возраст па натака можеме да забележиме дека најчесто настануваат говорно-јазичните пореметувања кога детето нели активно учи нови зборови, па треба нели речениците да бидат граматични, да има употреба, не се дозволува граматизам, односно треба да употреба прилози, предлози, сврзници, нели за да може да се структурира една реченица правилно, така да звучи онака како што треба. Ивона, веќе ова го споменавме зад камерите, може и со гледачите сега да го споделиме. Дел од родителите се соочуваат нели во зависност од тоа кога е родено детенцето, меѓутоа се случува да се запишат во прво оделение на 5,5 годишна возраст. Како од логопедска гледна точка го коментирате тоа? Дали е добар тој избор на родителот или можеби советувате да се почека до уште една година па да дојдем на 6,5 години? Со оглед на тоа што нели веќе имаме доста реформи во образовниот процес, а од друга страна пак и овие новите генерации на дечиња имаат и помал фокус, помала концентрација, заинтересираност и слично. Па нели целта е и на родителите и на наставниците да имаат функционални деца со кои што ќе може да работат. Но цели генерации тргнуваат на таа возраст, што не може од друга страна па да се двои детето дечињето со кој што ја завршува генерацијата, пример во градин кај треба да продолжи на училиште. Кој би бил вашиот коментар? Релативно 5,5 годишна возраст, дури и 6 годишна возраст се смета за многу рано, да. Јас не би препорачала на 5,5 годишна возраст, затоа што детето не е уште психолошки зрело за да може нели да може да го прати текот на образовниот систем. Прво концентрацијата не може да му биде задржана повеќе од 15 до 20 минути нели за да може да ја следи наставата. Како што кажавте исто така и концентрацијата, фокусот, меморијата кај овие дечиња е уште на незавидно ниво. Така да што повеќе се одложи одењето на училиште, нели како и ние порано што сме започнували од 7 годишна возраст, сега релативно 5,5 годишна возраст, па и 6 годишна возраст се смета за
Доста рано, меѓутоа образовниот процес така налага, па и ние одиме, нели, мора да се прилагодиме. Да се прилагодуваме. Да, дали образовниот процес или она кое што е сега, да речеме, и во законска регулатива се води по тоа дека некогашните генерации со денешните генерации веројатно се разликуваат и во времето во кое што живеат и функционираат и со оглед на технологијата која што имаме во денешно време, но она кое што веројатно треба да пред да се одлучи такво нешто треба консултација со стручни лица, во случајот и со логопеди. Но зборувавме ние за едната крајност, а тоа е доколку дали детето е подготвено од јазично говорен аспект и што треба за подготовка, а другата крајност пак е децата кои што уште од мала возраст или помала возраст и додека се во градинка може да дали по инсистирање на родителите, дали родителите сметаат дека нивното дете има интерес, па ќе се осврнат да можеби научат азбуката, дел од азбуката, дел од буквите малку порано, ќе почнат да учат некако на некој начин нешто да пишуваат на свој начин колку што можат во тие години. Колку тоа малку понапредно да речеме учење, нешто што е несоодветно за одредената возраст, може да биде хендикеп или предност во училиште или за правооделенците? Дали се соочувате и со некој таков момент при вашата работа? Па детето доколку има некои претходни спознавања, не би требало да има некаков проблем, нели? Тука би ги направиле детето доколку знае, нели, да си го напише своето име, треба да знае да го прочита, особено првачињата, нели, самата тема ни се да ги опфатиме првачињата, треба да има добро развиена, значи артикулацијата на сите гласови треба да биде добро развиена, треба да има добро развиена фина моторика, да знае да си го напише своето име, да знае да го прочита, како и да си го каже, нели, своето презиме. Исто така кажавме дека и фината моторика треба да биде развиена за да нема проблеми во пишувањето, треба да ги знае боите, да ги знае броевите од 1 до 20, како и броење наназад од 10 кон 0. Треба да знае да поврзе гласови во зборот, како истиот да го подели на слогови, треба да има развиено просторна ориентација, фонолошката свесност исто така треба да биде развиена. Треба да, како што кажавме, да има развиено фина моторика и да може да поврзува права линија од точка до точка, да ги знае основните геометриски форми, нели, како што се круг, триаголник, квадрат, правоаголник. Тоа се некои основни работи кои што детето би требало да го знае пред започнувањето во училиште, така да мислам дека не би требало да тоа да биде пречка, да биде пречка, да, може да биде предност. Добро. Затоа што таквите деца се осеќаат посигурни, имаат повисоко ниво на самодоверба и се однесуваат како лидери во училиштето. Да. Улогата на логопедот знаеме дека е доста важна и значена, но каква е улогата кога збориме за таа транзиција од градика кон училиште, бидејќи не е само учењето и подготвеноста од јазично говорен аспект, тука ќе ги споменеме и сите моменти, околината или да речеме обкружувањето во градинката, начинот на кој што воспитувачките во градинка се однесуваат кон дечињата, односно тој принцип на работа и оно кој што треба да го прават тие во училиште. Значи постојна и треба да постои една добра транзиција за сето тоа да не биде стрес и шок за самото дете. Тоа си е вклопено во образовниот процес, но каква е тука улогата на тој транзиционен период на логопедот, особено нели зборуваме за оние дечиња кои што треба да го посетат? Па ние секако, нели, наведуваме детето пред да започне на училиште, не би било лошо, нели, да посети логопед или пак некој од овие предучилишни, нели, има училишта кои што имаат активности за подготовка во училишниот процес, некои, нели, основни работи кои што можат да ги совладат. Дечињата, кога станува збор за транзицијата од градинка во училиште, има дечиња кои што посетувале градинка, па тие имаат малце се поснаодливи, покомуникативни, имаат подобра социјализација, затоа што работеле во група на деца и знаат да делат, знаат како е, нели, однесувањето во група на деца и слично, додека децата кои што не посетувале градинка од одредена причина, тие малце просторно и ориентационо ќе имаат потешкоти во совладувањето, како и на материјата, така и воопшто. Ивона, некаде пред крајот, кој би бил вашиот совет до сите оние родители кои што се двоумат дали треба да посетат логопед заедно со нивното детенце? Па ние можеме да кажеме дека посетата на логопед не може никогаш да биде рано, меѓутоа може да биде предоцна.
Било Значи на некој начин превентивно можеме да делуваме. Артикулативните особено пореметувања можат да се забележат кај детето и секој родител може да ги забележи, па дури нели учителките во градинка или во самото училиште благодарение на педагошките служби кои што исто така доколку забележат некои потешкоти во говорно-јазичниот развој, самите родители ги упатуваат да посетат стручно лице, односно логопед. Ме радува тоа што сега малце нивото на свесност кај родителите во понапредно ниво во однос на минатото и се повеќе се обраќаат на логопед без да имаат нели препорака од некој матичен лекар, што е доста добро нели за дечињата затоа што порано фатиме со рана интервенција, така побрзо нели ќе се решат работите ако има евентуални проблеми. Одлично, Ивона, благодариме за вашето гостување и за тоа што денес имавме можност да позборуваме нова утринска тема, да се потсетат еве родителите, иако верувам дека секој со својата одговорност, нели, во однос на тоа каква треба да биде подготвеноста на првачињата, но и рано распознавање доколку има потреба на посета од логопед, а велиме дека треба да биде навреме, за да не биде доцна. Дадовме доста корисни совети, едукативно овие прашања кои што ги имавме во нашиот денешен концепт се со цел да вака заедно им посакаме среќно запишување на првачињата и се разбира да ја потенцираме важноста на логопедот и неговата работа и верувам дека ќе се видиме во следна прилика со доста други теми од вашата област кои што се и неопходни во денешно време како видиме со оваа дигитализација и со се што е достапно за дечињата, но и како да се превенира и спречи можеби некоја потешкотија. Ви благодарам и на вас.